Разрешен е апелацискиот судија Енвер Беџети, кој 9 месеци во фиока го чуваше предметот тврди на таргет, а заврши и на црната листа на САД. Одлуката за негово разрешување судскиот совет ја донел вчера на затворениот дел од седницата. Според неофицијални информации, за разрешување на Беџети гласале 9 членови на советот. Оттаму за сега нема потврда со оглед на тоа дека постапката за утврдување одговорност на судија е тајна. Во официјалното соопштение за јавност е наведено дека по барање за утврдување на одговорност на судија, судскиот совет донесе одлука за разрешување на судија од вршење на судиската функција и одлука за времено оддалечување до правосилно завршување на постапката. Иако во ноември 2023 по контрола во Скопска апелација, судскиот совет го казни само со 20% од плата, новата постапка за Беџети е отворена откако заедно со поранешниот вице-премиер Артан Груби, кој сега е во бегство, се најде на црната листа на САД лани во декември. Стејт департментот како главна причина тогаш наведе земање мито при негово одлучување за предметот против Сашо Мијалков за масовното нелегално преслушување кој потоа застаре. Случајот го истражува и јавното обвинителство, од каде за Канал 5 вела дека предметот е во фаза на предистрага, се прибираат вербални искази и се преземаат други дејствија. Името на Енвер Беџети се наведуваше и како главна причина за скандалите во судскиот совет, кога во април пред 2 години, наместо на дневен ред да се стави иницијатива за поведување на дисциплинска постапка против него, се случи незаконското разрешување на тогашната председателка Весна Дамева по предлог на тогашниот нејзин заменик Селим Адеми. Судскиот совет тогаш утврди и дека освен тврди на таргет, во фиока повеќе од 2 години, Беџети го чувал и предметот транспортер.